Што правеше младиот човек Стево Пендаровски на 8 септември 1991 година? Колку години имаше? И надвор од очекувањата за земјата, какви планови професионални и приватни имаше тој 8 септември 1991? Ме враќате многу назад. Младиот човек Стево Пендаровски не беше толку млад таа 1991 година, имаше 28,5 години. И утрината тој ден знам дека заедно со остатокот од мојата фамилија, татко, мајка у таа време и брат, се подготвувавме да гласаме во најблиското основно училиште. И од кога тоа го завршивме негде околу 11 часот утрината, се вративме назад да погледаме на тогашните единствени вести и телевизија каков е одзивот, бидејќи тоа беше најбитното прашање. А вечерта, заедно со неколку мои другари, бевме на плоштад во живо да го проследиме јавувањето на резултатите и она историска реченица на Глигоров. Ви ја честитам, независна, суверена и така натаму Македонија. Така што инаку во тоа време работев се уште бев во адвокатура, бев го учев занаетот 91-та и не ни претпоставав дека веќе наредната година ќе почнам да работам во државната администрација, во тогашното Министерство за внатрешни работи. Така. На какви емоции се сеќавате? Дали преовладуваше можеби среќата и тој некој свечен момент или имаше и неизвестност, страв? Денца, јас мислам дека тоа беше чувство кај поголемиот дел од нашите граѓани, имаше и возбуда, имаше и среќа. Сме неспорно сведоци на еден историски чин, бидејќи не баш во сечи живот се случува прогласување на независност на твојата држава. Меѓутоа, поради контекстот околу нас, не толку внатре во земјата, меѓутоа околу нас, сите тие тензии, тоа беше практично на самиот почеток на крвавиот распад на тогашната држава, не знаевме како ќе реагираат поголемиот дел од граѓаните. Значи, постоеше неизвестност и едно свечено исчекување, знаејќи ја вредноста на тој чин. Како што одминуваше денот, тензиите растеа, и јас мислам дека оној момент кога беше соопштено дека референдумот успешен со исклучително висок процент на луѓе кои гласаа за, во тој момент ова неизвестност исчезна. И имаше само среќа. Од излез од една и влез во нова држава, самостојна, суверена и независна Македонија, на тој 8 септември 1991 многу млади луѓе веројатно сакале на некој начин да допринесат за новата држава. Дали во тие моменти можеби некогаш помисливте дека пред вашето име и презиме ќе биде на 8 септември 1991 дека некогаш ќе биде господин председател на оваа држава? Не. Тоа се случи многу подоцна кога почнеме да размислуваме за конкретен политички ангажман. Но во тој период јас дипломирав на Скопскиот правен факултет. Тогаш единствениот државен правен факултет и имавме доста и политички предмети и да не бевме на такви студии, на тие студии, мислам дека многумина во таа втора половина на таа декада, која практично се распаѓаше Југославија, бевме повеќе политизирани и повеќе ги следевме политичките настани и случувања, отколку во други држави или во други времења во нашава држава, така што бе поприлично навлезен во тие неформални или младешки кафански анализи со моите другари. Инаку на крајот на таа декада, 89-та, бев и ангажиран во една од новите политички партии, во формирањето на една од новите политички партии, од која законот тоа го дозволи, се разбира. Така што бев и практично политички ангажиран таа година и пол пред да се вработам во државната администрација. И не ми беше туѓи тој тип на политички, конкретен политички ангажман. Практично мислам дека се уште бев, во времето на референдумот се уште бев ангажиран. Тој инаку прва регистрирана политичка партија, освен Комунистичката партија, Социјалдемократската партија на Македонија во тој период, начело со тогашниот професор на правниот факултет, професорот по социологија Славко Милосавлевски. Но не сум размислила за некаков ангажман на повисоко политичко ниво. Сакав само да придонесам, ако е возможно да ја некако ја добием, јас да окружиме независноста. И моите планови беа во сосема друга насока, професионални. Во тој период реков, мислев дека еден ден ќе бидам адвокат и ќе се бавам со правото на таков начин. Така. Но сега сте и носител на одлуки, но сепак ова наредно прашање можеби е подобро да ни го одговорите повеќе како граѓанин, отколку како државник. Каде е Македонија денес на оној пат кој што можеби го посакувавме таа 91 година? И како граѓанин, и како председател, во било кое својство не може да се одбегне печатокот дека најголемиот дел од нас, сите ние жители на Македонија од 91 до денес кој ги живееме овие 3 децении кусур на независност, дека не сме задоволни со перформансите на државата во многу витални сектори.
И показател за тоа е, впрочем, и големиот број на луѓе, млади луѓе пред се кои напуштија државата. Сите 91 година очекувавме дека ќе биде државата една битна, средно богата европска држава, добро уредена, организирана. Меѓутоа, за жал не излезе така и можеме да набројуваме до утре. Тука се разбира, има и надворешни и екстерни фактори, имавме блокади и санкции, имавме како ниту една друга држава во светот, не само во регионот или во Европа, оспорување. Знаете дека сме ние единствената до сега држава која станала членка на Обединените нации, единствената која влегла под привремено име. Тоа не се случило никогаш. Знаете за сите блокади кои за жал ги имаме и ден денеска и се разбира при тоа. Не сакам да ги амнестирам грешките кои ние тука внатре ги правевме пред се политичарите од различни партии. Меѓутоа факт е дека не сме онаму каде што би сакале да бидеме. Но на 8 септември постојано го поставуваат истото прашање луѓето, сами за себе или во јавноста, и мене ми го поставуваат и од оваа позиција на која сум, дали вредеше или дали ја заслуживме независноста. Ја постојано велам дека перформансите на државата се неспорни, видливи, ги знаеме. Нереално е да тврди било кој дека ние сме Шведска или не знам, Германија во таа смисла. Меѓутоа јас постојано велам дека прашањето на независноста е сосема друго прашање, сосема друга категорија е тоа прашање. И постојано велам, не правдајќи ги сите пропусти што ги имаме изминативе години и децении, дека секоја власт која си ја бираме ние во нашата земја, во нашата татковина, е подобра од власт наметната од надвор. Чи независноста е една работа, неспорно е дека сме ја заслужувале, со векови сме се бореле за неа. Понатаму, дали направивме држава како што сакаме, не. Меѓутоа, тоа не ги поништува напорите на генерации и генерации пред нас, кои со крв, со давање на своите животи, практично ја изборија таа слобода и независноста на Македонија 91 година. Председатели, бидејќи ние сме утринска програма, малце мораме едно неформално прашање да ви поставиме. Не интересира, кои први личности вака ви текнуваат на памет кога треба да се зборува за татковината, иако имаме доста навистина такви, можеби која песна вака најмногу ве асоцира на Македонија? Па има многу личности, меѓутоа претпоставам сакате да поврземе со 8 септември, со денот на независноста, не со некој друг датум. Делчев, Мисирков, неспорно, од поновите Глигоров. Моделот на песните, претпоставам не е песна која наречуваме во кафеана. Па има една песна која мене ме асоцира кога зборуваме во вакви денови за историчноста на тие моменти кога станавме независна држава. Јас мислам дека Абер дојде донке од Либисол. Така. Ми благодариме за многу години, нека ни успе се. Честито, живи и здрави.